Дали царинските службеници на граничниот премин постапиле согласно процедурите, но и дали комисијата затаила во контролата врз фирмите кои се занимаваат со медицински канабис. Во истрагата за шверцот на марихуаната од Македонија во Србија се проверува дали имало институционален пропуст. Според извори на телевизија 24 вклучени во истрагата, не се исклучува дел од нив да завршат и со кривични пријави. Министерството за здравство веќе одзема лиценци на 6 од проверките кои биле извршени во 10 фирми досега. Не се соопштуваат имињата на фирмите ниту пак основите врз кои им се одземени дозволите за работа, но од владата велат дека утре на седница ќе се официјализира оваа одлука. Од досега извршени вонредни инспекциски надзори во 10 компании што имаат лиценци за одгледување и производство на канабис за медицински цели, 6 се во постапка за одземање на лиценцата, затоа што не ги исполнуваат условите за лиценцирање предвидени во Законот за опојни дроги. Во моментов, во интерес на постапката, која се уште е во тек, не може да се информира за повеќе детали. Вонредните контроли по налог на владата продолжуваат и во други фирми, а во најава се измени на регулативите во овој бизнис. Во меѓувреме, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција отвори истрага против 6 лица вмешани во шверцот на марихуаната од Македонија во Србија. Во големата наркоафера според обвинителството повеќе од 8 тони марихуана била набавена од Струмица и во рок од 2 недели била спакувана во над 200 кутии. Марихуаната била товарена во Свети Николи и била транспортирана преку Табановце во Србија.